Викендот кој што измина се случи навистина нешто посебно. Најстариот извиднички одред во Македонија, извидничко-поречанскиот одред Галеб, прослави 70 години постоење со свечена церемонија, со свирка и активности за сите генерации од најмлади до највозрасни. Одредот ја одбележа 70 годишнината на својот пат, исполнет со авантури, со воспитување и човечност. И денес во студиото ги имаме оние кои што ја продолжуваат ова мисија. Ана Трпчевска, старешина на одредот, Ана Гривчевска, водач на ЈАТО, и Елма Мемиќ, водач на патрола. Добре ни дојдовте и честитки на самиот почеток за юбилеот. Ви благодариме многу. Морам нешто да кажам на почетокот. Ние не сме прв извиднички одред во Републиката, туку сме прв поречански одред. Што значи тоа? Нашиот одред има повеќе активности покрај река. Од тамо доаѓа изборот поречански. Значи порано во 50-тите години членовите на нашиот одред одлучиле да имаат повеќе активности на вода и они го воведуваат тој поим поречански одред. Така да 1955 година и по Галеб е првиот поречански одред во земјата. Ама да се сложиме, еве, можеби ќе се поправиме, не сте првиот, но сте меѓу старите извиднички одреди кои што се формирани овдека во државата. Уште неколку веројатно одреди го делат истите децении поминати. Така, од прилика во 50-тите години се формирале и повеќето извиднички одреди. Конкретно во Скопје одредите се формирале како прв скопски извиднички одред, втор скопски, трет скопски извиднички одред и уствари и по Галеб е третиот скопски извиднички одред. Неверојатна е бројката од 70 години постоење. Како се чувствувате што одредот еве Галеб го достигне овој юбилеј? Секако е убаво чувство, затоа што знаеме дека генерации пред нас, значи повеќе од 5000 членови билени со овој одред, вложувале многу труд, енергија да го постигнат тоа што го имаме ние денеска и со што се гордееме, а ние сме тука да го продолжиме тој пат. Спомена што го прави одредот посебен, а тоа е излегувањето на вода, но ајде за оние гледачи кои што можеби не знаат многу за ИПО Галеб, како е започнат? Во тој период во 50-тите години, како што кажавме, повеќе извиднички одреди започнале, порано малку и понеформално се собирале, тоа била една причина за дружење пред се, а понатаму почнал да се структурира одредот и да ги има сите своји тела, како и денес, старешинство на одредот со старешина, началник, патроли, ЈАТА и слично. Одредот се функционира со своите тела, како што кажавме, уште од почетоците, но низ годините претрпели некои измени. Пред се затоа што ние работиме во заедницата, во едно општество кое што постојано се менува, па така и ние и по Галеб извидниците се прилагодуваме на тоа и потребите на општеството. Тука гледаме во поглед на комуникација, како порано се собирале луѓето, ги правеле активностите и денес како тоа го правиме преку социјалните мрежи и слично. Да, има голема разлика кога зборуваме и нели за таа. Она што се споменува дека е отворен одредот за сите деца без разлика на вера, на националност и на раса, колку е тој важен во воспитниот процес и во овој современ свет на живење? Важно е дека ние сме отворени, значи ние сме големи другари, пријатели, сакаме секого да примеме, од најмалите деца па и постарите. Кај нас генерално од 8 години се почнува на извидници, но се зачленуваат и постари извидници. Постарите извидници, да речеме, над 20 години доаѓаат во улога на волонтери, им помагаат на помладите, така да сме отворени за сите, без разлика на нација, вера, години, сите ги примаме. Имавме можност да погледнеме додека разговараме овдека и дел од свеченостите, како беа одбележани накусо? Да, минатата сабота, 15 ноември, во Младинскиот културен центар, поточно започнавме во кино Фросина со еден формален дел, да го наречеме, на кој што присуствува градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски, старешината на Сојуз на извидници на Македонија, сите они има говор и обраќање на самиот настан. Исто така имавме и видеа кои што малку подолго време ги снимавме, во кои што се вклучени поранешните членови на одредот и објаснуваат што значи за нив одредот. По тој дел имавме и мала коктел забава, а веќе од 9 часот се префрливме во големата сала во МКЦ, каде што имавме концерт со диџеи, со Нина Јанева и нејзиниот бенд, така да беше едно потполно искуство за сите оние кои што биле некогаш членови, за сите пријатели на извидниците, така да одличен настан
исполнет со многу насмевки и многу емоции. Одлично. Ана, Елма, вие сте најблиску практично до младите. Кажете ни како изгледа еден ден типичен во јато или пак во патрола. Што најмногу ги радува децата? Што е најголемиот нивни предизвик? Мислам дека јас како најпрво да се представам, јас сум Ана и јас сум водач на јато. Што е всушност јато? Тоа е група на деца од најмала возраст. Значи од деца што само што започнале на извидници од 8, 9 години, 10. Мојата патрола, поточно моето јато, конкретно има 9 години и еден наш состанок, како што ние го нарекуваме, најчесто трае најмалку 3 сати. И тоа е како мислам дека и децата и родителите така го гледаат, како еден вид на бегство од ова наше современо живење, да, бегство од екраните, бегство од се оно што денешната младина е преокупирана. По старите членови на ИПО Галеб можеби не може ни да сватат, да доживеат, да речат па како денеска децата можеби не ги интересираат вакви работи. Елма, што ќе кажеш ти за својата патрола? Што најмногу еве ги радува децата кога работите нешто? Што е најголем предизвик за нив? Мојата патрола е постара од Ана јатото. Моите имаат 12-13 години и се 9 машки и 2 девојчиња. Тоа представува предизвик за мене како водач, ама од друга страна на нив, секој состорок им е интересен. Јас имам целата слобода да ги оставам и знам дека они сами ќе си најдат занимација, но секако тоа не е случај, затоа што ние учите и совладувате и вештини се трудиме и работиме на тоа они да научат што повеќе, за да не седат пред екраните, дома затворени, пред компјутери и така натаму. И да научат вештини што веројатно дека многу тешко ќе ги научат туку така случајно некаде во секојдневието. Почнувајќи од готвење до палење на логорски оган, до подигање шатори, планинарење и така натаму. Сега кога ги гледате овие млади луѓе низ годините, како практично растат со одредот, кои промени во карактерот и однесувањето најмногу ве радуваат? Дали, например, навистина се гледа од извидник кој што во својата 8 година ќе стане практично член на одредот, се обликува неговата зрелост, да речеме се стекнува со храброст, се стекнува со солидарност за време на дружењето во овие извиднички одреди? Па да, најмногу можам да кажам е тука присутна тимската работа и одговорноста. Бидејќи секој дете кога доаѓа на извидници се стекнува со нека одговорност. Пред се да се грижи за самиот себе, кога оди на планина да знае како да се однесува и едноставно да се грижи за себе, а потоа да се грижи и за другите, што е многу важна работа кај нас. Значи, не само дека поголемите се грижат за помалите, туку и помалите меѓу себе се грижат. Тоа што го рековте, солидарност, тоа е многу важно, да научат да се делат, да им помагаат и на другите. Ние имаме многу хуманитарни акции кои што им помагаме, преку кои што им помагаме на некои загрозени категории, така да на извидници баш се обликува човекот, особено ако тој почнал на помлада возраст, да речеме 8 години, низ годините стекнува многу организаторски вештини, значи се да се организира од најобичен состанок до еве да речеме прослава како оваа што ја имавме во саботата. Па да партиципира, да помогне, да се што треба да се... Така, да се помогне, да се направи било што. Мене искрено многу ме воодушевува самото тоа што водачите наши, Ана и Елма, они се млади луѓе, средношколци, студенти, така да викендот за нив е викенд за слободно време да уживаат во него, но тие сепак покрај тоа, во сабота са бајле, стануваат рано, спремни, облечени за да направат еден состанок за своите деца и да им ги пренесат сите оние вештини кои што ги имаат они и да ги научат да бидат едноставно подобри луѓе. Така да, таа посветеност на водачите е нешто што мислам дека и ретко се среќава во денешницата. Ана, Елма, може ли да споделите некоја возбудлива случка од сите оние авантури кои што ви се случуваат? Состаноци не се само состаноци во затворена просторија и типичен синоним за состанок. Да, тоа се дружби кои што се случуваат и на активности кои што се случуваат често на терен. А може ли да ни издвоите некоја интересна, занимлива случка, нешто што да речеме го прераскажувате меѓу вас во одредот? Тоа се многу ситуации, не може малку и мислам дека сега и да пробам да кажам нешто ќе биде нешто најбанално, а имаше случка каде што бевме на зимување, мислам дека, не ми текно локацијски каде,
децата не сакаат да бидат одвоени сами по соби, сакаат да се видат сите заедно. Кога викам сите заедно, мислам на 20 до 30 машки. И во една соба каде што имаше 5 кревети, ги споја сите и дел спија на земја, дел спија на кревети, едни преку други, само за да бидат заедно. А другата соба им седеше празна. И тоа е случај што се случува цело време. Тоа е нешто што уствари нас ни потврдува дека они уствари стварно сакаат да бидат заедно. Да бидат заедно, така е. Ана, да издвоиш некоја случка, иако твоите дечиња се навистина мали, 8 годишни, но нив им е посебно интересно, веројатно во сите работи кои што ги прават. Кои активности за нив се пак најинтересни на таа возраст? Што сакаат да осознаат, да научат? Мислам дека за разлика од другите деца на оваа возраст, децата што одат на извидници малку се издвојуваат, зашто на пример другите деца на таа возраст што не се на извидници, цело време седат на телефоните и тоа им е нешто на пример најинтересно на нив. Најинтересно, да. Додека децата на извидници пола од нив не имаат телефони од мојата група, од мојата јата, и тие што имаат телефони не ги носат на извидници, од кога тргнаа на извидници и самите зборуваат дека не сакаат, дека не ги користат телефоните веќе, дека тоа им е многу поинтересно. И мислам дека една од најинтересните случаи што можам да ги издвојам е дека имавме една евалуација каде што требаше тие да кажат кој им е најинтересен и најнеомилен состанок. За најинтересен состанок ги напиша апсолутно сите состаноци во текот на годината, додека за најнеинтересен напиша некои банални моменти од типот на кога паднав, кога се сопнав и некои такви работи. И најомилено на сите им беше кога правевме кобасици на оган и кога ги Доживување, кој што јадевме. не може да го имаат по оној секојдневен живот. И сега ги споменавме екраните и во денешниот свет навистина децата поминуваат премногу време пред нив. Колку е важно постоењето на еден ваков одред како Галеп? Еве, како успевате, например? Па да, како што кажав претходно, многу е различна комуникацијата што имале нашите членови пред 60 години, 70 и тоа ние денес. Значи, ние денес не можеме да кажеме дека 100% не користиме телефони, не користиме социјални мрежи. Бидејќи ги користиме, помага на крајот, така да, затоа што мораме да бидеме и ние со тек во Ако со тогаш носевте, времето. извини сега, упаѓам во збор бусола или компас, сега тоа може да го имаме и на мобилен телефон, или Така да, има мапава, или... многу апликации Сега не можеме ние кои што ги користиме за ориентација. Ние се трудиме на самите активности кога ги имаме со децата, без разлика дали се тоа состаноци, односно саботни активности, да ги тргнеме на страна телефоните. Значи, додека трае активноста, телефоните да бидат на страна. Истото е тоа и кога правиме зимување, летувања, телефоните на децата им стојат кај водачите, поголемиот дел од денот, но имаат еден час кога си ги имаат телефоните, може да се јават на родителите да им кажат како се и сето тоа. Но се обидуваме тоа што е можно повеќе да го скратиме и за време на активностите да не се користат телефоните. Добро, како успевате да ги привлечете младите во авантуристички активности и учење на вистински вредности во овој 21 век, 2025 година, барем ова ново време во годините на нас. За тоа време веќе се дочиме на едни фотографии кои што ни се од времињата подалечни, кога такви грижи какви денеска има младинава и воопшто не поимале или не постоеле. Да, како што напоменавме веќе, поразлично е, ги користиме социјалните мрежи пред се обидуваме да ги снимиме активностите што ги правиме и да ги објавиме тие фотографии, видеа на социјалните мрежи, се со цел да ги привлечеме новите членови. Исто така, еден од најважните канали за привлекување на нови членови ние пренесувањето на приказната од човек на човек. Значи, од едно дете кое што е задоволно на извидници, нивните родители тоа ќе го пренесат уште на 5-6, потоа и тие ќе додат и тие ќе пренесат приказната, така да тоа е, можам да кажам, еден од најефективните начини на привлекување на нови членови. Добрата работа лесно се пренесува на многу луѓе, а вториот начин се социјалните медиуми на кои што сме многу активни и на Facebook и на Instagram. Си имате и свое седиште, своја канцеларија, се наоѓа на булеварот Србија во општината Аеродром. Дали тоа значи дека членови во одредот се само деца и млади од
општина Аеродром или сте отворени буквално за цел град Скопје и пошироко? Нашата просторија се наоѓа во општина Аеродром, но ние имаме извидници од цело Скопје, од Волково до Драчево, Гази Баба, Црниче, значи буквално од цело Скопје имаме членови, отворени сме за сите оние кои што сакаат да почувствуваат една малце поинаква авантура и да се дружат, така да деца од цело Скопје. Ана Елма, кои се вашите планови и визија за понатаму? Дали гледачите можеби ќе видат нови активности, ќе слушнеме за нови проекти или пак авантури кои што ќе ги правите заедно со ИПО Галеп? Па сега секако продолжуваме со тие наши патролни состаноци секој викенд. Најбрзо што ни следи еден голем настан исто по повод 70 години е Галеп Glamorous Awards. Тој ќе биде во декември, со тоа што се уште немаме потврдена официјално дата. Таа прослава ќе биде за нашите помали членови. Нешто во контекст како што беше оваа сега на 15 ноември за постарите, таа ќе биде со истата цел за помладите, за тие да го осетат истото чувство да се биде дел од одред кој што постои веќе 70 години. Дами, ви благодарам што утрово одвоивте време, што не запознавте со ИПО Галеп, што ни откривте дека и ден денески во 2025 година има љубители на ваквите одреди, на ваквиот начин на живот и што неуморно работите понатаму и анимирате деца да ги тргнете од она секојдневие, од оние работи кои што можеби повеќе им го одземаат времето отколку што нешто корисно ќе го поминат пред тие ТВ екрани. Ви благодарам многу што бевте утринава заедно со нас. Ми беше мене многу пријатно, се надевам дека и вам. Да, ви благодарам и на вас за одвоеното време.